што да додадам на тоа што го кажа и градоначалникот и министерката. Би сакал да му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата од општина Газибаба, на пратениците, на министерката, Министерството за образование и наука, за посветената работа при реализацијата на овие проекти, кои што се многу значајни во развојот на децата и образовниот процес на истите. И очекувам уште многу вакви проекти кои што во периодот што следи ќе бидат реализирани. Ете, тоа е она кое што можам да го кажам, да го испорачам она кое што сме го ветувале. Тоа е суштината на политичарите. Кога сме кај проектите? Ви благодарам, ако имате прашања, повелете, ви стојам на располагање. Кога сме кај проектите, општинските проекти, имаше тоа повика од унгарскиот кредит. Дали сте направили некој пресек колку тие проекти завршиле, колку се во тек, имаме? Па, отприлика 40% работите се завршени, некои се целосно завршени, некои се во процес, но битно е дека сите се тргнати. И очекувам оваа година конечно сите да завршат проекти и веќе следната година повторно да имаме повик. Сега оваа година да се работат општините проекти и веќе следната година повторно да имаме повик за да можеме да финансираме вакви слични проекти. Уште едно прашање на темата, еве сведоци сме дека тука ќе никне нова спортска сала, но што се случува со спортската сала во Расадник, до каде е реконструкцијата таму? Знаеме дека беше долго време запуштена донес. Да, благодарам, мислам дека е при крај. Мислам дека веќе следниот месец или месецот потоа најдосна треба и таа да се пушти во употреба, исто како што и салата во склоп на универзитетскиот кампус на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Кажа и министерката колку све сали се прават, знам дека уште 3 во Скопје имаме во Крушево и така натаму, сега да не навлегуваме во детали, зборуваме за десетици нови објекти кои што се прават. Дали е тоа доволно? Не е, запуштено било долго време, ништо не се правило. Дали треба уште и ќе правиме уште вакви проекти, бидејќи реков најмладите, децата ни се најважни и тие ни се приоритет како влада. Во врска со превозниците кои што сега ги блокираат граничните премини, ве молам кажете ни од кога сте вие премиер, во кој капацитет, колку пати, дали е преговарано со Европска унија, со кои институции, дали сте биле вие во Брисел или сте имале било какви средби, дали е министерот за надворешна трговија, дали министерот за транспорт и доколку не се реши проблемов, дали владата има излезна стратегија и каква? Уште од септември месец ова прашање е на дневен ред во рамките на нашите разговори со Европската комисија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија е задолжен од страна на владата да разговара за ова прашање. Исто како што сме разговарале и за квотите за извоз на челик, исто како што сме разговарале за Green Lane, исто како што сме разговарале и за Roam at Home, исто како што сме разговарале за Сибен, Мрва и така натаму, ние работиме во интерес на граѓаните и очекувам, барем од тоа што е последна најава, да ова се реши. Јас вчера побарав телефонски разговор со претседателката на Европската комисија, таа е службено одсутна во Индија, очекувам денови да се слушнам и повторно да ја отвориме оваа тема и заедно со колегите од регионот повторно да ја ставиме оваа тема на маса, така што отприлика тоа. Во случај да не се реши проблемот доколку не попушти Европската унија? Видете, Европската унија си има Шенген механизам и таа се држи до Шенген механизмот. Ние сега бараме варијанта како да излеземе во пресрет на транспортерите. Премиере, како помина Македонија на синдикатите за минималната плата? Молам? Утре на протест излегуваат Сојузот на синдикатите за минималната плата. Ќе протестираат. Секој има право да си протестира. Ние минималната плата согласно закон ќе биде зголемена во март месец, односно со платите што ќе ги добијат работниците во април за март ќе биде зголемена согласно закон. Ние рековме секое решение што ќе го постигнат во тој бипартитен диалог синдикатите со работодавачите ќе го поддржаме. Премиере, како помина Македонија на Светскиот економски форум во Давос, какви инвестиции или договори произлегуваат средбите, со кои инвеститори се сретнавте таму и има ли некоја временска рамка за проектите што треба да се изведуваат понатаму? Па можам да кажам дека историски успешно, бидејќи како претседател на владата бев учесник на 3 панели со луѓе од врвот на светскиот бизнис, генерално мултинационални компании, чија што вредност често пати се мери во трилиони. Да речеме на самата свечена вечера,
каде што исто така јас бев поканет и дел од тие 500-600 гости. Со мене на маса беше, да речеме, главниот извршен директор на Гленкор. Потоа господинот Џо Донован, кој што беше поранешен главен извршен директор на AT&T, најголемата американска телекомуникацијска компанија, сега е член на бордот на директори на Lockheed Martin. Хауар Латник беше, да речеме, секретарот за економија на Соединетите Американски држави. Лево од мене беше австрискиот канцелар Кристијан Штокер, директорката на Интерпол и така натаму. На еден од панелите говорници со мене, бидејќи јас не бев статиста таму или по ходници да барам селфи со учесниците на Давос, туку бев активен учесник на 3 панели. И морам да кажам, бидејќи беа четам хаос, штета што не можеме да ги објавиме на моите говори, но сите беа преследени со аплауз со страна на присутните. Да речеме, на еден од тие панели до мене беше главниот извршен директор на АЕС, најголемата офшор американска енергетска компанија, чии што приходи се мерат во трилиони, илјадници милиарди. Лево од мене беше, да речеме, господинот Рајт, државниот секретар на Соединетите Американски држави за енергија. До него беше главниот извршен директор на Светската енергетска агенција. Потоа главната извршна директорка на Арамко, најголемата саудијарабиска компанија за извоз на нафта, нафтени деривати, енергија и енергенси и така натаму. Сега да не ги набројувам. Светот во годините кои што следат ги детерминира приоритетите. Приоритетите се вештачка интелигенција и секое општество кое што тоа нема да го препознае, ќе биде осудено на пропаст. А за да вештачката интелигенција функционира, потребна ни е дигитална демократија, дигитално општество и дата центри со робусни, моќни компјутери кои што изобилуваат со институционална меморија и искуство и ќе овозможи таа вештачка интелигенција да работи и функционира во зависност од потребите на тој што ја користи. За да имаме добро работење и стабилно работење на тие дата центри и ова дигитално општество за кое што зборувам, дигитална демократија, потребна ни е стабилно снабдување на електрична енергија, што значи нови производни капацитети на електрична енергија. Или од она што во еден разговор со главниот извршен директор на Светската агенција за енергетика го разговарав господинот Фати, во следните 10 години потребни се изградба на нови, верували или не, 40.000 теравати нови производни капацитети за производство на електрична енергија. Колку е тоа сега, отприлика? Тоа е отприлика колку денеска што имаат заедно Соединетите Американски држави, Канада, Европската унија и Јапан. Замислете ние како регион, зашто да покранаме и регионална иницијатива, да привлечеме 0,01% од оваа бројка. Тоа значи дека во следниве 10 години, како регион зборам, Западен Балкан 6, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија и Македонија, тоа ќе значи отприлика, ако еден инсталиран мегават чини помеѓу 1 до 2 милиони евра, тоа ќе значи 4 трилиона евра инвестициска активност за регионот. Или да бидам попрецизен, 4.000 милиарди. Или секоја година 400 милиарди евра. Можност. Тоа ќе се случи се. Дали ние ќе го препознаеме и ќе ги привлечеме како регион или ќе отидат на друго место, тоа ќе се случи, бидејќи човештвото оди во таа насока. Сите земји во регионот, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и така натаму, заедно имаат нешто над 200 милиарди номинален бруто домашен производ. Така се трансформираат општества. И затоа, како приоритетна маса ги стави в проектите Чебрен, Галиште и Бошков мост, кои што се само 2 милиарди од тие 400 кои што ни стојат како можност секоја година. 2 милиарди, кога зборувам за период од 7 до 10 години, кога што ценам дека е потребно овие капацитети да се изградат. Кога добро ќе се изанализира сето ова за кое што зборувам, ќе сватиме дека ние како регион немаме капацитет нити човечки, нити институционален, да привлечеме 0,01% од овие кои што ќе се случат. Нема бегање. Натаму оди човештвото.
И затоа размислував да го прошириме опфатот со Словенија, Хрватска, Грција, Романија, Бугарија, Турција. Сите пак овие земји заедно имаат негде околу 2,5 трилиона бруто, односно номинален бруто домашен производ. Повторно помалку од овие 4 трилиона, кои што се 0,01% од она што ќе му треба на човештвото во следните 10 години. Сега видите вие за кукави инвестиции. Извинете, Има ли конкретно, ја за баш за дата центрите, има ли некоја конкретна инвестиција која што треба да ја очекуваме заинтересирани? Ќе бидеме сведоци наскоро на многу такви. Дали на домашната обвинител веќе заврши конкурсот. На темата сакав да прашам. Да? Воли. Извини, Миле. Да, кога веќе зборуваме за енергетика и дека тоа ќе ни биде потребно поголемо количество на енергија, тоа веќе се разговара. Дали се планира дома на домашна цена да им се помогне на компаниите на некаков начин во таа зелена трансформација? Дали можеби грантови или Да, работиме со практично и нова агенцијата околу овозможување и обезбедување грантови за компаниите, посебно во делот на енергетската трансформација. Имав и таму едно многу интересно обраќање. Да, за енергетската трансформација, но треба да сме многу внимателни, затоа што не сум сигурен, а тоа се сложи и голем број од учесниците на тие панели, дека со таа енергетска трансформација ние можеме на долг рок да генерираме базна енергија која што е потребна на индустријата за потребите на самата индустрија. Тоа треба да се одива чекор по чекор, затоа што секоја избрзана постапка може да направи штета по индустријата и по државата. Но колку за информација за компаниите, некаде околу 300 компании се предвидени да бидат поддржани со овие грантови во вкупен износ од 25 милиони еври, наскоро ќе има и за тоа објава во јавноста и јавен повик. Може ли кратко и јасно само за Давос, кои проекти, колку и од кога да почнеме да очекуваме реализација на проектите, затоа што имавте истрпен одговор, ама ништо конкретно? Да, бидете трпеливи, еден по еден проект ќе ги дознае македонската јавност. Јавниот обвинител, господине премиер, фаворит имате ли? За конкурсот заврши, кога може да очекуваме име? Па јас, колку што знам, сега постапката е да се произнесе јавното обвинителство, односно советот на јавни обвинители, да почекаме тие да се произнесат, па потоа владата ќе се произнесе. Да ни кажете само дали имавте во Давос средби со некои од шефовите на држави и влади таму и дополнително што ќе им одговорите на опозиционерите кои што ве прозиваат дека оваа власт ја води државата кон меѓународна изолација? Коментар? Па не би коментирал сега тоа што го кажува СДСМ и останатите опозицијски партии. Нашата меѓународна активност, дали е изолирана или не, гледаат граѓаните, тие се тие кои што кажуваат на избори и тие се тие кои што го даваат својот глас, но можам само да кажам дека времето на дипломатијата, на свитка, на кичма и снисходливост на црвените дебели кирими помина. Сега е дипломатија која што носи реални резултати и дипломатија која што се бори и ги чува македонските национални интереси, инаку да, имав и ќе имам сега на Мюнхенската безбедносна конференција уште такви средби, но на кое што е важно и треба македонската јавност да го знае, а јас на вистина жалам што до сега Македонија не била представена во Давос така како што беше сега и од сега па натаму ќе биде, барем јас додека сум председател на владата, а кога нема да бидам, на тој по мене ќе му го пренесам тој искуство, дека Давос се користи за бизнис средби, G2B, B2B и така натаму, и во македонската делегација мора да има и представници на бизнис заедницата. Бидејќи таму имаше 100 до 150 председатели на влади и држави, но имаше 10.000 високи представници на мултинационални компании кои што годишно имаат приходи поголеми од милиарда па до неколку трилиони. Така што веќе следната година планирам, доколку јас бидам тој кој што ќе предводи македонската делегација, да поканаме представници од бизнес заедницата за вакви средби. А да ни откриете некој име на државниците со кои што се сретнавте, може? Па сега видете, мислам дека доволно ви дадов исцрпен овој кратки прашања. За свитканата кичма, дипломатијата, ќе го коментирате ли лидерот на социјалдемократите кој тврди дека се води во владата антиевропска политика и дека
економијата е на ниски гранки откако ВМРО ДПМН ја презеде владата. Обвинуваат дека нема слобода на говор. Вчера имаше баш пред кипарскиот амбасадор Филипче едно прилично критички настроен говор. Па видите, еве јас како претседател на владата веќе половина час одговарам на прашања и тоа го правам секој ден. Нити се кријам, нити бегам. Апсолутно има медиуми кои што мене лично ме навредуваат, семејството мое го навредуваат, секој ден посветуваат подкасти, па гледате дека си функционираат, никому ништо нити фали, нити патија се затворени. А ако се вратиме назад, да речеме, во времето од 17 до 24 година, само направете колку медиуми, изброите ги колку медиуми се затворени, колку телевизии, колку радиостаници, колку вестници и колку во овие година и половина. Еве, направете вие една анализа и ќе го дојдете до одговорот дали ова влада го задушува говорот или го стимулира, а дали претходната влада во која што беше член Венко Филипче, душа тој беше и советник во владата на ВМРО ДПМН во минатото на кај министерот за здравство, но еве ајде како министер беше во владата на Зоран Заев претходно. Уствари цело време беше во владата на Зоран Заев, едно време беше мислам дека ке Спасовски како технички премиер. Па видите тогаш колку медиуми беа затворени и дали тогаш имало како да кажам притисок врз слободата на говор или сега. Јас стимулирам слобода на говор, секој може денеска да го навреди, да исконструира, да направи било каква креатура на кон претседателот на владата, неговото семејство и така натаму, па гледате дека ништо не се случува посебно. Премиере, дали државата почнало да ги плаќа парите од солидарниот данок по одлуката на Уставниот суд и дали сте направиле некој план? И друго прашање ми е за законот за правична застапеност, кога ќе влезе во собраниска процедура? Поврзано со првото прашање, има план Министерството за финансии и они ќе ви го дадат одговорот, инаку за дел од компаниите да отпочнате. Мислам, билатерално се носеше план и билатерално се одредуваа приоритетите, а за правична застапеност се внесуваат оние последни забелешки од Венецијанската комисија и истиот многу брзо ќе се најде пред пратениците. Благодарам. Ајде средба со Ахмети. Кога ќе се одржи, дали ќе го поканите вие, дали ќе чекате тој да ве покани? И на крајот на криштата дуи откажа од она што беше договорено на првичната лидерска средба и не гласаше за Safe City. Како тоа го гледате? Има средба, некогаш. Ви благодарам. Благодарам.